Симпатични алпаки, ете за кои што можевме да слушнеме во овој наш утрински прилог, а во продолжение ќе се поврземе во живо од Белград, заедно со Маја Крстевска од Националната галерија на Македонија, да се информираме за она кое што како активност го има нашата галерија во однос на сите оние представувања надвор од границите на нашата земја. Она кое вечерва ќе се случува токму таму, односно во културно-информативниот центар во Белград, ќе биде отворањето на изложбата на Жанета Вангели, веднаш по изложбата истава изложба која што беше и во културно-информативниот центар во Загреб, повторно како дел од активностите на Национална галерија на Македонија. Ја гледаме утрово Маја, се поздравуваме. Маја, добро утро и убав работен ден. Добро утро до сите гледачи на Утринска на Телма, добро утро до вас двете. Голем поздрав утрински од веќе сончевиот Белград. Во Белград сончево, во Скопје облачно, но како и да е, секој со своите утрински обврски, па и може да кажеме задоволство со оглед на тоа што ќе имаме можност да ги информираме нашите гледачи за тоа кое што таму ќе се случува вечерва. Тоа е се со цел да бидеме и во тек со активностите на Националната галерија на Македонија за тоа што се прави за промовирање на македонската уметност надвор од нашата земја. Токму така, Ивана, да појаснам на гледачите, јас синоќ се вратив од Република Хрватска од Загреб, каде заврши изложбата на професорката и ликовната уметничка Жанета Вангели, што подразбира дека истата патувачка изложба денеска во 19 часот ќе се представи во Македонскиот културно-информативен центар во Белград, кој што се наоѓа символично на улица Македонска број 30, каде ќе бидат представени 41 уметничко дело на професорката Вангели. И навистина е чест да се биде дел од овој проект, бидејќи јас како кустос на изложбата и долгогодишен работник во Националната галерија на Македонија, чинам најрепрезентативно го представуваме делото на Жанета Вангели, овој пат во Белград, и срдечни поздрави до директорот Васко Шутаров, кој што вечерва треба да ни биде токму домаќин на оваа изложба на професорката Вангели. Маја, до кога вечерва е отворањето, но до кога ќе биде оваа изложба отворена во Белград за сите оние посетители кои што можеби од тука ќе заминат наредниот период токму во овој град, и со оглед на тоа што напомена дека вчера се вративте од Загреб, а сега веќе сте во Белград, тоа е некако мал временски период за да се организира една, не знам, сосема нова постановка, нов простор, да се наместат делата и така натака. Колку е тоа можеби предизвикувачки процес за се да биде онака како што треба, бидејќи кусо е времето, а секако изложбата е нешто што секако привлекува, поточно името на Жанета Вангели секако привлекува внимание кај јавноста. Така, изложбата архивски документи изискува голема подготовка која што траеше извесен период, што подразбира дека освен кустосот на изложбата се вклучени и технички персонал и мои соработници за да таа се реализира. Да, ова се различни изложбени простори, меѓутоа самата уметничка го прилагоди својата изложба на сите овие различни би кажала изложбени простори. Значи одиме со соодветен план според просторот, таа ги прилагодува, еве ги гледаме фотографиите од Загреб, значи според просторот таа ги прилагодува своите дела на дадената изложбена, би кажала на дадениот изложбен простор, што подразбира дека сето тоа не оди така лесно, мако отрпно е, бидејќи изискува техничка поддршка, значи соодветен материјал кој што ќе се одейства за сликите да се поставуваат во различните изложбени простори. Меѓутоа ние сме една, би кажала, уиграна екипа од Националната галерија и од центрите, од поточно од Загреб, господјата директор Мими Илиеска Ѓорговска навистина беше најпрофесионална во својот, да кажам, фидбек за да ни помогне да ја поставиме истата. Сакам да ја потсетам публиката дека на самото отварање тогаш присуствуваше и претседателката на Република Македонија и ја отвори оваа изложба, ни направи навистина огромна чест, бидејќи беше во протоколарна посета на Република Хрватска токму тие 2 дена. Изложбата во Белград, ме прашавте, ќе трае до 6.5, значи до 6 мај, а потоа истата изложба ќе патува во Истанбул на
13 мај во Македонскиот центар кај директорот господин Диме Ратајковски. Така да навистина ова е една интересна изложба која што представам дека вечерва публиката што ќе биде присутна во Белград ќе ја заинтересира, бидејќи Жанета е една исклучителна визуелна предсе уметничка која што работи во различни техники од доменот на визуелната уметност и она што вечерва ќе се представи е еден нејзин всушност автопортретот е на Жанета Вангели, еден нејзин опус на 40 на дела кој што навистина со своите пейзажи, теми и мотиви предизвикува голем интерес бидејќи се работи за спој на минатото, сегашноста, па би кажала и иднината на нашата историја. Така е, да, едно добро објаснување да кажеме за оние кои што сакаат да бидат малку и повеќе информирани во однос на изложбата архивски документи. Инаку рековме дека ова е прво самостојно представување на уметницата Вангели токму во Белград, односно пред српската публика, а ќе навлеземе малку повеќе, времето ни го дозволува тоа, да кажеме дека содржи 41 дело изложбата во техника плотер, принт и аудио материјали, а ова е една сублимација на главните интересни зони кои се во незиниот фокус. Имавме можност да погледнеме дел од сликите, па еве Маја како кустос може малку еден осврт за тоа. Знаете како, Жанета Вангели прво е многу интересна како личност, значи таа е моја блиска пријателка. Ние соработуваме повеќе години, бидејќи започнавме уште лани со незината ретроспектива во Националната галерија на Македонија, 40 години од незиното творештво. Ја реализиравме во импозантниот објект на Чифте Аман во старата Скопска чаршија, каде што беа представени над 800 незини дела. Зошто 800 незини дела? Бидејќи се работи за различни техники и незиниот опус е навистина разнолик. Значи, дела кои што таа ги работи во различни димензии, во случајот еве сега и таа се представува со минијатури. Значи, минијатурите сметавме дека се полесни за транспорт нормално, нели, на делата, бидејќи сите овие изложби што ги носиме низ центрите на македонските центри низ светот навистина изискуваат одличен транспорт, значи подготовка за да може да се реализираат истите. Жанета Вангели ги обработува сите оние историски теми, би сакала да кажам, од историските револуции во 60-тите, 70-тите години до 90-тите години на минатиот век. Се занимава со оние историски личности кои оставиле белег на нашата историја и пошироко на Балканот и целиот свет на глобално ниво. Значи сите оние светски историски личности кои што издоминирале, направиле пресврт на историјата во своите земји и воедно компарира со портрети на личности својата блиска околина, што подразбира портрети на незината мајка, татко, најблиските пријатели и соработници. Навистина еден интересен уметник кој што спојот на историјата и на современиците, да кажам, на тоа време укажува на сите оние моменти кои што се случувале во одредени земји пред се во Балканот и во Европа, така да она што таа го презентира е секогаш интересно и гледачот застанува комплетно со минути, би кажала, на самото отварање да ги посматра незините дела. Одлично, навистина убава можност и за поздрав е сето ова кое што е дел од активностите на Националната галерија на Македонија, промовирање на македонската уметност надвор од границите на нашата земја. Рековте, одите по завршувањето на оваа изложба во Истанбул и се разбира, верувам и таму со голем број импресии од страна на публиката. Вчера беше и светскиот ден на уметноста, а кога зборуваме за уметноста, за Националната галерија е важен секој ден во однос на трудот кој што се вложува и на целокупната организација, на задоволство и на македонската публика, онаа која што е делот кој што ги прави посетите во нашата галерија, па и надвор секогаш кога можеме. Маја, благодариме за ова утринско вклучување и можноста да еден ваков начин се поврземе од Белград. Може да посакаме успешна изложба вечерва, а се разбира нашата соработка продолжува и за сите дополнителни информации во однос на вашите активности ќе бидеме
Да, во контакт. би сакала да се заблагодарам на вас двете и воопшто на Утринска на Телма што ги следи активностите на Националната галерија на Македонија. Благодарам за вечерва. Честитам на уметничката Жанета Вангели, која што до оправдани причини вечерва нема да биде присутна во Белград. Ние заедно со директорот Шутаров ќе отвориме оваа изложба и би сакала да напоменам дека покрај оваа меѓународна или меѓугранична соработка меѓу сите држави Балканот и слично, ние си работиме програмата за 2026, поточно одобрените проекти ќе се реализираат во трите репрезентативни објекти на Националната галерија на Македонија, одобрени од годинешниот конкурс од програмата при Министерството за култура и туризам и во оваа прилика благодарност до Министерството што финансиски ги поддржува проектите кои што Националната галерија сметам успешно ги реализира во изминатите година и половина од кога менаџерскиот тим во галеријата е изменет. Би кажала меѓутоа колегите и колешките и понатаму заеднички се трудиме да ги реализираме сите проекти и да ја привлечеме како домашната така и странската публика во Националната галерија на Македонија. Благодарам уште еднаш и голем поздрав од Белград до сите вас. Поздрав Маја и навистина посакуваме вечерва убаво да се поминете на отворањето, а ништо чудно да се слушнеме и да се видиме од Истанбул кога ќе можете се разбира и од таму да не поздравите.